Кога Мохамед Али го победи Сони Листон во нивниот реванш за титулата во 1965 година, се роди легенда. Или поточно кажано, се роди легендарна боксерска полемика. Али го нокаутира Листон во првата рунда со кроше, кој декади подоцна стана познато како фантомската тупаница. Надпреварот имаше повеќе драми од сапунска серија. Најсветлата млада звезда на боксот во тој момент повторно се спротивстави на познатиот боксер во реприза нивната возбудлива и контроверзна борба за шампионатот во тешка категорија една година претходно. Борба која беше проследена со 14-месечни меѓународни интриги и запаливата политика во 1960-тите. Во првата борба во Мајами, 22 годишниот Касиус Клеј танцуваше околу рингот, го исмејуваше Листон и им вети на новинарите дека ќе го шокира светот, а потоа го исполни тоа ветување со залоснен напад што го натера Листон да фрли пешкир во шестата рунда. Тоа направи шампионот Клеј, кој изјави дека ќе го потресе светот. Според извештај на Miami Herald, неколку недели пред борбата во 1964 година, Клеј се здружил со членовите на нацијата Нисфамот. За кој таткото на Клеј тврдел дека му го исправил мозокот на неговиот син. Клеј го донесе Малком Икс заедно со него во Мајами, а среде сите контроверзии, борбата беше речиси откажана. Тој не даде коментар за опрашање, но неговата победа наскоро ќе се претвори во меѓународна приказна. Одеднаш светот мораше се справи со нов вид на шампион во тешка категорија. Според написите на New York Times, еден ден по борбата, Клеј веќе бил официјален член на нацијата на Исламот. Организацијата се сметаше за екстремистичка група со омраза кон бели луѓе и противниците на десегрегацијата. Склоноста на Клеј за самопромоција и контроверзии се чинеше дека се вклопува во запаливата реторика на групата. Гласините што се вртаа речиси откажаа борбата претходната вечера, кога новинарот тоа утро ја прекрши традицијата и праша дали Клеј е член на црните муслимани, како што тие често се нарекуваа. Боксерот ја потврди својата нова религија. Тој искористи платформата за да ја образложи политичката теорија што беше толку навредена во белата Америка, бранејќи го Малком Икс и осудувајќи го расното угнетување. Не мора да бидам она што вие сакате, им рече Клеј на вознемирените новинари. Слободен сум да бидам тоа што сакам. Имаше многу тешки прашања и по првата борба за Листон, именно зашто тој не излезе уште во првата рунда. Поради долгата поврзаност на Листон со мафијата и репутацијата како тврд човек, имаше спекулации дека тој се откажува од борбата за некоја финансиска награда. FBI беше во потрага по докази за местење на превари, имајќи ги предвид врските на Листон со мафијаши. Мафијашите кои се уште поседуваат голем дел од неговиот договор за промоција на борбата. Но на сослушувањето на подкомитетот на Сенатот не се појавија докази за местење на превари, а лекарите го потврдија неговото објаснување дека Листон нанел таква штета на рамото што не можел да ја почувствува раката. Поверојатно беше дека Листон едноставно не бил во форма. Според написите на Esquire во тоа време, Листон не тренирал нормално, трчал околу 5 милји дневно, јадел виршли и пиел пиво. Тој исто така наверојатно беше многу постар од неговите наведени 32 години. Листон бил второто најмладо дете од 15 деца на родители кои не воделе евиденција за датумите на раѓање. Светската боксерска асоциација, една од неколкуте боксерски организации, не беше премногу задоволна од барањето за реванш, па се мислеше да му одземе титулата на Али и ги советуваше градовите во САД да не се согласат да бидат домаќини на реваншот. Само Масачусетс беше подготвен да биде домаќин на борбата, но да биде одложено од ноември 1964 година до мај 1965 година за Али да може да се опорави од операцијата на хернија. Сафолк Каунти, каде што се наоѓа Бостон, го повлече домаќинството, оставајќи ги без место за задржување на преварот на помалку од 9 месеци. Но гувернерот на блискиот Мејн, Џон Рид, се охрабри и доброволно се пријави да биде домаќин во малиот град Левистон, каде што одморалиштето или изгалиштето можеле да обезбедат одредена инфраструктура. Али го донесе својот голем карактер во малиот град, но Листон сепак беше фаворит. Тој се појави на борбата во најдобрата форма во својот живот. Овој пат без виршли или пиво во исхраната и вети дека ќе освободи Али. Луѓето ширум светот се вклучија преку сателит за да го гледаат на преверот, на кој имаше 2334 гледачи во живо, најмалата публика во историјата на борбите на шампионатот во тешка категорија. Некои локални луѓе сугерира дека публиката изнесува 4000 луѓе, но сепак тоа била мала публика за во живо. Борбата траеше помалку од една цела рунда, а Али го нокаутира Листон во минута 44. Тоа беше шокантен резултат, не само затоа што Листон беше фаворизиран на преворот, туку затоа што ретко кој го види ударот што го собори. Листон фрли удар со левата рака и наведнувајќи се нанапред, прими кроше од десната страна на главата. Тој веднаш падна на полот и додека беше долу, Али застана на него исмејувајќи се и барајќи неговиот зашемете противник да стане. Листон на крај останал од полот, но набрко потоа судијата уште
уште еднаш ги раздвои двајцата боксери. Поранешниот шампион беше во нокаут повеќе 10 секунди, со што се заврши борбата. Публиката беше збунета и револтирана. Листон никогаш претходно не бил нокаутиран, а повеќето луѓе дури не го виделе ударот. Овој бокс стана познат како фантомскиот удар и е предмет на контроверзи и шпекулации во последните 55 години. Кога завршила тепачката, бројни навивачи свиркали и почнале да викаат измама, измама. Сепак Али веднаш по тепачката не беше сигурен дали ударот бил преминал или не, бидејќи на снимката настанот се гледа како тој во рингот ја прашува својата придружба. Цитирам: "Дали гудрив?" Али му рекол на исламскиот министер Абдул Рахман дека Листон лесно паднал. Рахман одговорил: "Не, ти гудри убаво." Рахман подоцна рече: "Али гудри толку брзо што не знаеше дали навистина гудри и требаше долго време дури да го види ударот со кој го собори Листон." Ова доведе до тековни дебати за природата и влијанието на ударот, како и за легитимноста на падот на Листон. За борбата се напишани цели книги, а една објавена во 2015 година се обидува да стави крај на сугестијата дека Листон паднал лесно. Цитирам: "Секој објективен наблюдувач мораше да признае дека контраударот на Али имаше доволно сила да сврти главата на Листон", напиша спортскиот аналитичар Роб Снедон. Роки Марчијано, поранешниот шампион во тешка категорија, рече дека ја ценел силата на ударот по повторното испитување. Цитирам: "Не мислев дека тоа е моќен удар кога ја видел борбата во рингот." Но од друга страна, Листон рече дека неможноста на судијата да го следи времето го збудила, бидејќи тој не знал кога да стане од подот. Тој наводно подоцна му рекол на помошникот дека се заскрил затоа што се плашил од последиците од тепањето на Али. Мислел дека со тоа ќе стане мета на закани од одредени лица. Али ќе загуби титулата една година подоцна, иако тоа не се случи во рингот. На шампионот му беше одземен појасот кој одби да биде рекрутиран во вооружените служби за време на војната во Виетнам, а тој повторно немаше боксирано од 1970 година. Неколку месеци по борбата со Али, Листон беше мртов од застој на белите дробови, иако и тоа беше овиткано со мистерии и контроверзии. Имаше некој на рингот кој верува дека борбата е легитимна. Лери Мерчант, кој беше критичар на Листон во текот на неговата кариера, 50 години подоцна напиша: "Со собствени очи го видов ударот на Али кој заврши на брадата на Листон, и другите луѓе во новинарската секција го видеа истото. Тоа не беше фантаска тупаница. Беше брзата десна рака што го фати Листон додека тој излегуваше напред. Многу луѓе во арената не го видеа ударот и тоа е разбирливо", напише Мерчант. Или не може да поверува дека тој удар имаше толку сила да го нокаутира навидум неуништливиот поранешен шампион. Мерчант го пише верувањето на некои луѓе дека тепачката била наместена како очигледен или недокажан мит. Веројатно истите луѓе веруваат дека следувањето на месечината било важно и дека тоа се случило токму таму во Левистон, се пошегува тој. Но исто така имаше многу неверувачи. Познатиот коментаторот Дон Данфи беше еден од многуте кои не веруваа дека борбата беше легитимна. Цитирам: "Ако тоа беше толку јак удар, јас би застанал и би го примил", рече тој. Листон беше човек кој лежеше во затвор и таму чуварите го тепаа по глава со палки, но не може да го соборат. Самиот Али не мислеше дека го нокаутирал Листон. Според неговите зборови во биографијата на Томас Хаузер од 1991 година, Али рекол: Цитирам: "Ударот го зашемети. Тоа беше добар удар, но не мисле дека го удрив толку силно што не можеше да стане. Откако легна се возбуди, заборави на првиот, само сака да станам првак." Во истата книга Листон го кажал ова 2 години по борбата. "Али ме собори со остар удар. Бев долу, но не бев повреден. Го кренав погледот и го видов Али како стои над мене. Али чекаше да ме удри, а судијата не можеше да го контролира." За оние кои веруваат дека Листон го лажирал нокаутот, постојат голем број теории за причината, а тоа се дека мафијата го принудила Листон да изгуби борбата како дел од државен удар за обложување, или дека Листон се обложил против себе и затоа го лажирал нокаутот затоа што и должел пари на мафијата, или дека неколку членови на нацијата на исламот го посетиле кампот за обука на Листон и му кажале на Листон дека ќе го убијат ако победи на реваншот. Авторот Пол Галендер тврди дека членовите на нацијата на исламот ја киднапирале сопругата на Листон, Джералдин, и синот на Листон, Боби. На Листон му било кажано да изгуби борбата со Али или никош повеќе нема да го види своето семејство. На крајот на денот останува неубедливо дали ударот во Левистон беше вистински нокаут удар. Фактот што Листон не се пожали на јасното прекршување на боксерските правила за тоа дека беше прогласен за нокаутиран без пребројување и очигледната состојба на збунетост на Али, велејќи му на Листон, никој нема да верува во ова. И прашувајќи ги неговите поддржувачи дали е гудрив, се смета за потврда на верувањето на многу луѓе дека Листон го лажирал нокаутот.